Добар ден, драги ученици. Се наоѓаме во училницата. Денес, по предметот македонски јазик, во второ одделение, ќе разговараме за наставната содржина Мравката сака да оди на училиште, приказна во слики. Јас сум наставник Светлана Бобевска од основното училиште Блаже Коневски Велес. Денес ќе другаруваме и ќе учиме како да раскажуваме во приказна по слики. Што ќе научите на овој час? Да се запознаете со сликата како дел од приказна. Да ја развивате желбата и интересот за самостојно раскажување по слики. Да го збогатувате својот говор со многу зборови, да ги почитувате сите жители на природата, да бидете успешни и вредни во својата работа, постојано да другарувате со книгата како ваш најдобар пријател, стекнатите знаења да ги применувате секојдневно во вашиот живот. А сега имаме интересна асоциација, па да пробаме да ја откриеме. Кажете ми една буква. А3, 4 носе. А1 црна. Б2 упорна. Б4 несебична. В2 слога. Се обидеме на А. Мала. А4 антени. На што ве потсеќаат сите овие зборови? Црна, мала, 4 нозе, антени. Дали на некое животно или на нешто друго? Така е на инсект. Исто и мене ме потсетува на инсект. Еве го точниот одговор. Да видиме сега. Вредна, Б3, истрајна. Што се сите овие зборови или што ни посочуваат? Вредна, упорна, истрајна, несебична. Точно така, особини. Ајде да се обидеме да го откриеме полето по 2. Б3, успех. Помош, другарство. Сите овие зборови што ни посочуваат? Така е начин на живење. Па да видиме кој инсект ги има овие особини и овој начин на живење. Што мислите? Точно така. Мравка. Еве ја мравката. И сега да видиме зошто мравката сака да оди на училиште. Ќе гледаме приказна во слики. Еве ја првата слика. Кои ликови се поставени на првата слика? Што гледате? Така е, гледаме деца како одат на училиште, но и мравката тргнала да оди на училиште. На втората слика гледаме што? Така. Гледаме еден чичко и мравка. И што прават господинот и мравката? Така е, тие разговараат. Мравката што носи на рамената? Така е, носи училишна чанта, но господинот не ја пушта. Еве, мравката и господинот разговараат. А зашто разговараат? Ќе разберете од сликите што следуваат.
Еве ја првата слика на која гледавме како учениците весели, забрзани одат на училиште, ама и мравката по нив тргнала да влезе во училиштето. Еве малата мравка живееше во мравјалникот до училишната ограда. Секој ден ги гледаше учениците како одат и како се враќаат од училиште. Малата мравка посака да стане ученик. Таа си ја зеде училишната чанта и тргна кон училиштето. Ама на влезот ја запрел Чичко Мартин. Мравката побарала од Чичко Мартин да ја пушти да учи, да пее и раскажува како учениците. Мравката сакала да оди на училиште како и сите други деца. Еве, Чичко Мартин и мравката разговараат. Чичко Мартин и вели: чекај малку, мравке. Ти не можеш да влезеш во училиштето, затоа што не си ученик. Знам, но и јас сакам да станам ученик. Сакам да учам, да раскажувам, да пеам како децата. Ве молам, пуштете ме во училиштето. Ама ти не си дете, ти си мравка. Немој да плачеш. Па ти на децата можеш да им бидеш учителка. Не шегувај се со мене, Чичко Мартин. Чичко Мартин и кажал дека таа не е дете и не може да биде ученик. Не смее да влезе во училиштето. Зошто? Да видиме што ја објаснува Чичко Мартин на оваа слика на мравка. Вие мравките по цел ден работите. Собирате храна, го чистите мравјалникот, си помагате едни на други и живеете сложно. Децата треба да учат од вас. Навистина, колку убаво ја објасни Чичко Мартин. Тој ни порачува дека мравката може да им биде учителка на децата. А зошто? Затоа што тие треба да учат од мравките, да бидат вредни, сложни и да си помагаат едни со други во работата. Еве ја сега мравката весела од одговорот на Чичко Мартин, му се заблагодари на Чичко Мартин и задоволно се врати во мравјалникот. Ајде сега да се обидеме сами да раскажеме без сликите. Мравката сака да оди на училиште. На првата слика видовме дека мравката сакала да оди на училиште како и сите деца. Таа побарала од Чичко Мартин да ја пушти да учи, да пее и раскажува како учениците. Чичко Мартин и кажал дека таа не е дете и не може да биде ученик. Тој објаснува на мравката дека може да им биде учителка на децата. Тие треба да учат од мравките, да бидат вредни, сложни и да си помагаат едни со други во работата. Ајде да видиме што научивме денес. Разгледувавме слики и воочувавме што има на нив. Раскажувањето по слики беше многу интересно. Научивме дека мравката е многу вредна. И вие, ученици, ако бидете вредни и трудолюбиви како мравката, ќе бидете успешни. Вие одите на училиште за да учите, а мравките работат вредно во природата и се многу сложни и успешни. За домашна задача ќе треба да ја нацртате приказната во слики и да се обидете сами да ја раскажувате приказната според редоследот на наставните. Се надевам дека ви се допадна приказната во слики и дека ќе го следите примерот на мравката. Ќе бидете вредни и заедно ќе си помагате и ќе се почитувате.
Само така ќе бидете успешни во својата работа. Ве поздравува наставничката Светлана Бобевска. До видување, до следното видување.